Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Речиси 4 месеци Мицковски и Тошковски ја прикрива вистината за трагедијата во Кочани и правеа се за да ги заштитат полициските функционери поставени од нив. Наместо итно да се побара одговорност, власта штитеше, молчеше и манипулираше со јавноста. Целта беше јасна, да се спречи вистината за да се побегне од одговорноста од врвот на власта, до директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев и до министерот Панче Тошковски. Само посилен јавен и политички притисок на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на дел од медиумите, конечно беа отворени постапки против неколку полициски началници. Сега е јасно дека вината е во врвот на Министерството на внатрешни работи, во врвот на власта и затоа мора да има кривична, правна и политичка одговорност. Директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев треба да одговара кривично по закон и хиерархија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски мора веднаш да понесе неотповиклива оставка. Без изно повлекување, секоја истрага е компрометирана, секоја правда е селективна, како и досега. Еве конкретни примери. Главната инспекторка за економски криминал Кристина Јованова да не е опфатена со истрагата. Како е тоа можно? Таа имала надлежност да постапи, а не презела ништо, иако дискотеката Пулс работела нелегално повеќе од една година, без лиценца со блокирана сметка. Дури и се уште е на функција. Затоа е заштитен од политичките структури на власта и скриена за зидот на молкот и неказнивоста. Штитејќи ја неа, сушто се штити директорот на Бирото за јавна безбедност, кој е директно одговорен за нејзиното непостапување. Одиме понатаму. Полицијата имала обврска да го затвори објектот, а не да спроведува контроли кои биле спротивни на процедурите. Не се прави контрола на објект кој нелегално работи, а тој се затвора. Полицијата исто така имала должност да спречи внес на пиротехнички средства, зашто знаеме дека е клучен причинител за пожарот. А кој ги постави сите овие началници, одговорни полицајци, надлежни полициски службеници, кој ми давал наредби? Тошковски и Јанев. Затоа одговорност мора да почне од нив. Јавно прашуваме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кај ја продолжи борбата за вистината. Најавуваме дека следува продолжение вистината за Кочани 2, со нова серија факти и аргументи, со нови информации. Ке каже ли ВМРО ДПМН колку пари во форма на донации земале од осомничените од Пулс? Правда за Кочани мора да има. За Кочани, за жртвите, за семејствата, за правната држава. Благодарам.